Лажна вест која не заслужува коментар. Првиот човек на македонската дипломатија остро ги демантираше информациите во јавноста, дека тој ќе биде жртвеното јагне за мир во куќата. Откако повеќе медиуми објавија дека за да се смират незадоволните членови на ДУИ, од раководството им било доставен предлог Османи да биде сменет од функцијата министер, шефот на МНР овие информации ги декларираше како глупости. Тоа се глупости кои што не заслужуваат коментар. Ви велам, тоа е лажна вест, шпекулации кои што не заслужуваат коментар, само го деградираат јавниот и медиумскиот простор, нема никаква основа за тоа. Се чини дека никој во високото раководство не го смета за многу сериозно писмото на кое се потпишаа 20 истакнати членови, меѓу кои и луѓе што имале високи функции во државните институции. Тие од Ахмети побараа враќање на единството во партијата, но и да преземе нешто во врска со Груби, кој се однесувал како партиските избори да се негова привилегија. Сепак партискиот врв стои на ставот дека имало големо ниво на демократија. Секој можел да го каже својот став, но лидерот Ахмети го имал последниот збор. Прашан за тоа дали внатре партиските превирања ќе влијаат на стабилноста на владата, Османи рече дека ДУИ е фактор на стабилност изминатите 20 години и дека така ќе продолжи. ДУИ е стабилна политичка структура во која што имало осцилации внатрешни и од надвор кон внатре бројни и ги има надминато без никакви последици по однос на стабилноста на партијата, а и на државата. Така да, апсолутно не очекуваме никакви понатамошен развој на случувањата. Реков во ДУИ последниот збор на Ахмети, Ахмети го кажа последниот збор вчера и тука завршуваат сите дебати. Иницијативата на така наречената огнена група ја поддржа и поранешниот висок функционер на ДУИ кој беше и директор на Скопски комуналец Ракип Дочи. Тој предупредува дека откако првиот човек на интегративците застана зад Груби, партијата е на прагот да ги изгуби и позициите во Скопје. Летово за поразот на локалните избори во Тетово не е директно виновен лидерот, носителот на неуспехот е Артан Груби. Ако тој факт и натаму се толерира, утре може да се доживее пораз и во Скопје и пошироко. Така што ова иницијатива е обид да се спаси ДУИ и конкретно неприкосновениот лидер Али Ахмети. Првиот вице-премиер Артан Груби се уште молчи за обвинувањата од членството. Тој се појави на настан заедно со Али Ахмети, но не даде изјава за медиуми. Јавноста доби одговори од лидерот на ДУИ дека партијата можела без секого, па и без тие 20 членови кои се потпишаа на писмото.